Знаете, има некои што, ако се сеќавате, минатата есен, кога зборував за светилиштето во посланието до евреите, има некои кои што постави прашање како би реагирале кога Христос би бил во саботен ден тука на катедра во нашата црква, лично. И дали, реков вака, дали кога некој би подзакаснел, и ако уште од ходникот, од надвор види дека Христос е на катедра, дали ќе подзастане, ќе се предомисли, ќе се заврти и ќе посака да избега. Сега тоа може да биде еден профил на верник, така? Дали може би ќе подзастане, ќе рече, а подобро да влезам во канцеларијата и таму се слуша проповед, но да не бидам баш тука. Демек Господ нема да ме види таму. Или ќе бидете исполнети со копнеш и ќе сакате да бидете тука. И ќе сакате да бидете тука како брат Зоран на прва клупа, што е можно поблиско. Или дали ќе има такви што нема да сакате да седите на клупа, туку ќе сакате тука да бидете, да клечите тука пред катедрата. Дали ќе сакате некој да биде качен тука на катедра до нозете негови? Од што зависи кој во каква категорија би бил во оваа замислена ситуација? Од што зависи? Колку го сакаме? Колку сме чисти, колку го сакаме, колку... Ако сме грешни и ако во нас има непомирени, непокајани, неочистени гревови, ќе сакаме да бегаме. Некои може би нема да сакаат да бегаат, но ќе сакаат да бидат на дистанца. А има некои што ќе се радуваат и ќе сакаат да бидат тука. И не само тука, туку што е можно поблиско. Епа, од тоа зависи, од таа духовна состојба, зависи како ќе реагираме кога Христос ќе дојде, ако сме живи и здрави. Како ќе реагираме? Дали ќе се радуваме на неговото доаѓање или ќе бараме да се скриеме под карпи и планини, ако може, да не покријат? Ќе има луѓе во едната, ќе има луѓе во другата категорија. И ќе има само две категории, само две групи на луѓе, две класи. Огромно мнозинство жигосани, кои што нема да знаат глава каде да склонат во тој ден, ако се уште живи, и малцинство запечатени, кои што ќе се радуваат заедно со воскреснатите, делумно воскреснатите и подоцна со сите праведници воскреснати, ќе се радуваат на неговото доаѓање. Знаете што? Одамна не сум го поставил ова прашање, одамна значи од почетокот на тромесечието. Дали носите вакво нешто со себе? Знаете што сакам да ве подсетам? Јас и за света вечера поставив прашање, дали ви е исклучен звукот на мобилните телефони и покрај тоа што специјално го нагласив тоа и специјално предупредив за тоа,
После тоа што слушнавме? Свирка на телефон слушнавме. Првата сабота од новото тромесечие, последен пат предупредував и опоменував за ова нешто. Знаете, од тогаш наваму решив да не го кажувам тоа и да видам дали нашите богослуженија ќе бидат пореметувани од телефонска свирка или песна. Имавме некои мирни саботи. Се сеќаваме 11. октомври беше мирно богослужение во тој поглед. Мијатата сабота беше мирна, слава Богу, до сега мирна. Но имаше во октомври, имаше 2 саботи кога бевме страшно пореметени. Иако таа сестра не беше ниту за Света вечера, ниту првите саботи потоа. А интересно е па што скоро време, пред 2 саботи, мислам, кога зборував за деформацијата, немавме пореметување од телефонска свирка, но се случи нешто чудно. Една мачка квичеше надвор, невообичаено, и никогаш тоа не сум го доживеал во црква. Имавме и случај, па една сестра ја зафати, без да звони телефон, ја зафати таква кашлица среде мојата проповед, и се викам, бре мајка, дали е ова случајно. Има потреба да прашам уште еднаш, дали ви е исклучен звукот на мобилните телефони? Знаете зашто го прашувам ова? Има луѓе, сме имале таков верник, кои што носат со себе телефон на богослужение, а не знаат да го исклучат звукот. Не знаат да ракуваат со својот телефон. Тој непозната работа. Имавме таков случај. Имавме случај на човек кој што му звони телефон среда богослужение и кутриот, целиот во незгодна, во паника, во срам, во како сакате речете, не знае да го исклучи. Не знае, не може, не знае. Дали некој од вас држал пиштол, користел оружје, користел апарат, например, противпожарен апарат, што друго? Сте седнале зад волан, сте седнале во некој друго превозно средство, во пилотска кабина, може би, без да знаете да управувате со тие средства, без да ги владеете, без да ги умеете. Дали го правите тоа? Дали се качувате на велосипед, ако не знаете да возите точак? Дали некој од вас се вози со овие новиве тротинети? Електронски? Обично деца или помлади. Јас би сакал денес да си замислите со помош на Библијата, да си замислиме ситуација кога Господ лично, Исус Христос, навистина би бил присутен
во црква, некоја сабота, како што сме тука овака собрани, и кога тој би бил тука на катедра некој саботен ден. Сега. Пред да преминеме на тоа, би сакал да прво да ве подсетам на нешто сигурно драго, пријатно од спомените, од црквава, каква што беше во минатиот век. Немавме вакво нешто. Немавме ни такво нешто. Додуше немавме ни вакво нешто, ни вакво нешто, ни вакво нешто. Имавме бебско одделение. Сеќавате на бебско одделение? Тоа е сега еден дел од денешната канцеларија. Зошто постоеше бебско одделение во црква? Значи, не детско одделение, сме имали и тоа, не детско одделение. Зошто имало бебско одделение во црква? Така. Значи, најмилите душички, бебиња или што току проодени мали деца, ги изнесувале од црква во посебно одделение. Зошто? Да не правиме галама во црква. Најмилите душички ги вадеа од црква за да не се ремети богослужението, а ние сега не носиме бебиња, за жал не се множиме, не правиме деца. Дојде последното време, тоа е друга тема. Ние сега носиме електронски пореметувала на нашите богослуженија и задоволни сме со тоа. Немаме проблем со тоа. Повеќе пати ми беше кажувано во изминативе години да одржам уште еднаш некоја проповед, се сеќавам и сестра Ленче, тоа еднаш ми го кажа, многу одамна. Да одржам проповед за светоста, редот и како треба да се однесуваме за време на нашите богослуженија. Навистина, одамна не сум имал таква проповед и тоа беше во минатиот век, кога последен пат сум имал. Сме читали многу цитати, се сеќавам тогаш и од духот на пророштвото. Сега сакам да споменам само еден цитат, кој што сум го запамтил јас од тогаш. Памтам и други, меѓутоа, она што е најбитно, што сум го запамтил од тогаш, како едно резиме, што го дада Елена Вајд. Таа напиша вака: целото наше богослужение, целата наша служба треба да се одвива така, како што? Како да е тука лично и видливо присутен Господ над војските. Се сеќавате на таа реченица? Целото богослужение треба да се одвива така, како да е тука лично присутен кој? Председателот на државата? Како би се однесувале тука, ако, еве имаме дама председател, ако председателката на државава биде денес тука на катедра и ни држи некаков говор, каков год, како би се однесувале?
Како би се чувствувале ако одеднаш среде нејзиниот говор ви задзвони телефон? Например. И се настане пореметување. Како би се чувствувале? Дали би сакале да ви се случи тоа? Сум имал прилика, да не речам чест, бидејќи вие што ме познавате, знаете колку ниско мислење имам и за демократија, и за политички партии, и за политичари, партиски. Но сум имал прилика и во минатиот век, и првите години од овој век, заедно со некои од вас, во различни години, со различни верници, да бидам присутен во новогодишни, предновогодишни средби со председатели, со премиери на оваа земја и со представници на другите верски заедници. Знаете каква атмосфера владееше во еден таков собир? Можеби некои од вас сте имале специјално во други ситуации прилика да се наоѓате во едно такво друштво. Како се чувствувате во присуство на такви луѓе? Луѓе кои што често пати се предмети на критика, луѓе кои што се неморални, луѓе кои што мнозина, не сите, ајде, луѓе кои што ги бие лош глас, афери, скандали и така натаму. Нешто е вистина, нешто е лага. Но, кога се наоѓате во такво друштво, знаете ли каква е свечена атмосферата во која што се наоѓаат луѓето? Знаете ли зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Зошто постои свеченост во присуство на председателот, во присуство на владата? Зошто постои таква свеченост? Таа свеченост не потекнува од самите личности, кои што, како што реков, мнозина од нив не се заслужуваат ни луѓе да ги наречеш. Тоа потекнува од што? Сега слушаме нешто. Се уклучи нешто. И вибрацијата се слуша. Има многу гласни вибрации. Дали е премногу да побарам да ви бидат сосема исклучени мобилните телефони за време на богослужение? Знаете зашто го поставив ова прашање? Тогаш, првата сабота од тромесечието, се случи еден чуден феномен. За мнозина од нас се уште чуден. Нашиот драг професор доживеа нешто невообичаено. Звукот на телефонот му беше исклучен, како што тој тврди, така професоре. Звукот на телефонот му беше исклучен, а сепак му задзвони среде богослужение и се поремети богослужението. Професоре, дали ќе сакате пред сите овој пат да ни објасните што се случи? Ке замолам да му се даде микрофон. Само кажете што се случи, за да знаат сите. Почна да звони. Не ми е јасно како... А ти тврдиш дека бил исклучен звукот. Дефинитивно. Што се случи, објасни? Почна нагло да звони, тоа гласно да звони. Добро. И јас се најдов унебрано. Што да правам? Што се случи, може да кажеш? И од тогаш на сите им препорачувам да ги слушат скроз и да се сигурни во тоа, ама да се сигурни. Да, меѓутоа, дали се сеќаваш кој ти се јави и кој успеа да ти го вклучи звукот, а ти тврдиш дека ти бил исклучен? Стварно не можам да се сетам. Професорот, ја вака се сеќавам, професорот тврдеше тогаш
дека му се јавил некој што работи како техничко лице во Да. агенцијата, во владината агенција за обезбедување. Дали се сеќавате на неговото име, професоре? Да, Благој Андоновски, на кого детето му го лечам, а тој работи у владата као електроничар на телефони. Так, во ред. Благој Андоновски. Да. Значи, господинот Благој Андоновски му се видел, како што сведочеше професорот тогаш, видел дека телефонот на професорот, звукот од телефонот му е исклучен, бидејќи му ѕвони, а професорот не се јавува. И сега, ова лице му се јавува на професорот, тогаш кога неочекувано му задзвонил телефонот и му го известува дека тој направил технички. Знаев дека ти е исклучен телефонот. Знаев дека ти е исклучен телефонот, но тој далеченски, технички го вклучил за да задзвони. Замислите што ни се случило една сабота. Една сабота ни се случило лице од владата да ни го поремети богослужението на технички начин. Јас не тврдам дали е тоа можно или не е можно, за мнозина од нас беше невообичаено, меѓутоа и тоа било можно. Можно или не е можно? Не, се извинувам, Андреј, ја не давам збор. Професорот ми требаше заради неговото сведоштво. Да ви подсетам дека најспособната разузнавачката служба на саботијанската држава, можно или не е можно, знаеше далеченски да ги експлодира мобилните телефони или пејджерите на некои таргетирани лица. Можно е или не е можно. Инаку, господинот Благој Андоновски, како што тогаш сведочеше професорот, се јавил, инсистирал да го добие на телефон, па затоа дури далеченски му го вклучувал звукот, за да го извести дека му се родило внуче, така нешто беше. Јас се користам оваа прилика од името на црквата и од моје лично име, на господинот Благој Андоновски да му честитаме за новороденото внуче, а само од моје име и порачувам на владата на Република Северна Македонија, ова да и биде прв и последен пат да ни поремети саботно богослужение. Сега, да ве подсетам уште еднаш на зборовите на Елена Вајд. Целото богослужение, ова не се однесува само за телефони, се разбира. Целото богослужение треба така да се одвива, како да е тука лично присутен кој? Бранко Црвенковски? Ама како ќе беше ако беше присутен тука Бранко Црвенковски? Кога бил председател, не сега. Самата функција, не личноста, функцијата на некој што е... Како би се чувствували ако бидеме посетени од некој крал, кралица? Како би се чувствували? Сте имали такви средби? Целото богослужение треба да се одвива така, како да е тука лично присутен кој? Елена Вајд ги употреба зборовите Господ над војските. Замислете. Господ над војските. Сега сакам да си замислиме со помош на Библијата, да си замислиме една сабота во која што
Господ лично би не посетил некој саботен ден тука во црква. Значи, замислите, некоја сабота сте станале, сте се подготвиле, доаѓате во црква, некој треба да води, некој треба да чита вести, да каже искуство, некој треба да има поука, по распоред, по список. Само една работа не знаете и само една работа не очекувате. Што? Таа сабота, која ќе дојдете во црква, да го видите лично Исуса, тука заедно со вас. И ја го зборам за сите местни цркви. Замислете се и сите вие што не гледате и што припаѓате на друга местна црква, тоа да се случи во вашата црква. Значи, првото прашање е, дали Господ би дошол најавено, однапред да знаете, или ненадејно и ненајавено? Како би дошол Господ? Од каде го знаете тоа? Од каде го знаете тоа? Пишено е. Што е пишено? Што ви текнува? Нафрлете, каков стих ви текнува? И така бидете будни, на повеќе места во Евангелијата, и така бидете будни, бидејќи во кој час не очекувате, тогаш кога не очекувате, ќе дојде Синот човечки. Но ајде, тоа се однесува за второто Христово доаѓање, така? Што е премногу голем и славен настан. Но, да ве подсетам уште еднаш на еден, за мене многу драг текст во Стариот Завет. Книгата на пророкот Малахија, 3 глава, 1 стих. Малахија, 3 глава, 1 стих. Ова е пророштвото кое што израелците го знаеле, замислите, го имале, со векови го имале запишано во своите свети книги, во своите свети писма. А кога се случи, кога се исполни, беа затекнати. Се исполни ненадејно, но беа затекнати, беа неподготвени, беа неспремни. Целиот Божи народ беше неподготвен и неспремен. И ете, јас ќе го испратам гласникот свој, за кого се мисли ова? Ајде видиме. И тој ќе го приготви патот пред мене, така? Јован Крстител? Така, во ред. Но, забележете сега, и ненадејно ќе дојде во храмот свој Господ, кога го барате, и ангелот на заветот, кога вие го пожелувате. Ете, тој доаѓа, вели Господ Саваот. Зошто пророштвото вели ненадејно? Како тоа, сакам да размислиме малку за овие зборови, како тоа ненадејно, кога Господ испраќа гласник. Ова е слика во стари времења, без денешната технологија, дури без да постојат вестници, дури печат, а за електронскава да не зборуваме. Во стари времења, кога царот сакал да посети некое место, царот, кралот, сакал да посети некое место во своето царство, во својата територија, што правил? Значи, испраќал гласници, испраќал луѓе што ќе го подготват теренот. На некој начин тоа и денес се случува. Пример, за да отиде папата да посети некоја земја, што се случува пред тоа? За да дојде да ве посети председателот на некоја голема сила, што се случува пред тоа?
Тој е еден куп процедури, работа тајните служби на еден куп протоколи и процедури, за да се подготви патот и да може најбезбедно, што е можно најбезбедно, да дојде таа и таа голема личност во посета на таа и таа земја. Како тоа Господ испреќа гласник, го објавува своето, го најавува своето доаѓање, а народот, и не само гласник, што Господ друго открил за првото негово доаѓање? Што открил? Го открил времето, пророчките седмици од Данијел. Го открил времето на своето доаѓање. Господ го открил времето, Господ испратил и гласник да го подготви патот. И па како може покрај сето тоа и неговото доаѓање да се нарече ненадејно? Значи, испреќам гласник, вели стихот, а сепак ненадејно гласникот треба да го приготви патот мој пред мене и ненадејно ќе дојде Господ во храмот. Како тоа ненадејно кога гласник? Како тоа ненадејно? Зошто ненадејно? Затоа што така било за народот Божи. За нив испаднало ненадејно. Зошто испаднало ненадејно? Затоа што не биле подготвени. Што кажува Исус кога таа недела влегувајќи пред да влезе во Ерусалим? Најславниот, најтриумфалниот ден во неговата јавна служба, кога целиот Ерусалим, може да се рече и целиот народ со еуфорија и воодушевување го очекувал да го прими, да му изрази добре дојде на својот цар. Тој ден, верувајте, тој ден, неделата цветници, освен водачите што го мразеле, народот сите го признавале Исуса за Месија и за цар. Мнозина така и му се обратувале, му се обраќале: сине Давидов, помилуј ме, сине Давидов, ова, она. Што значи тоа? Го признавале Исуса за Месија и за цар на Израел. Сите освен водачите, љубоморните водачи. Но пред да влезе, качен на ослето, пред да влезе во градот, тој се наоѓа горе на Маслинската гора и во тој момент, среде таа радосна атмосфера, среде таа еуфорија, тој почнува да плаче. Зошто? Заради она што ќе следува во иднина, заради неподготвеноста на народот да го прими и заради сите казни и сите несреќи што ќе го снајдат градот и народот, Божиот народ, како последица на отфрлањето на Месија, отфрлањето на својот цар. И би сакал да го прочитаме конкретно Христовиот говор во таа прилика. Лука 19 глава, почнуваме од 41 стих. А кога се приближи и го виде градот, значи, предходно облеките ги постилаа пред него, фрлаа палмови гранчиња пред него, благословен е царот кој доаѓа во името Господово и така натаму. Фарисеите љубоморни, него му се обратија: учители, забрани им учениците твои да не зборат така. Тој им одговори и им вели: ви велам, ако тие замолкнат, камењата ги повикаат. А кога се приближи и го виде градот, заплака над него и рече: кога би можел
во овој ден, го нагласува денот, кога би можел барем денес, во овој ден, и ти да го дознаеш она што е потребно за твојот мир. Зошто ги кажува овие зборови? Израел не знаел што му треба, Ерусалим не знаел, конкретно за Ерусалим се однесува. Ерусалим не знаел, дури не во тој најславен, најтриумфален ден од Христовата јавна служба. Што е потребно за неговиот мир? Зашто ќе дојдат денови за тебе и непријателите твои, се извинам, прескокнав една реченица, значи, не знаеш што е потребно за твојот мир, но тоа е сега сокриено од твоите очи. Размислете и за овие зборови, што значи тоа сокриено? Како може нешто Господ го објавил во Библијата? Било со векови запишено во Библијата, а нас да ни биде сокриено. Нас да ни бидат затворени очите. Некои од нас и широко затворени. Зашто ќе дојдат денови за тебе и непријателите твои ќе те обкружат со ровови и ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни. И ќе те срамнат со земјата тебе и ќе ги избијат децата твои во тебе. Сето ова Исус го гледал однапред. Тогаш кога од народот ова било сокриено. И тие гледале само триумф, слава, осана. Тие гледале блескава иднина с кога царот ќе влезе и ќе се зацари во Ерусалим, ќе седне на Давидовиот престол, ќе ги избрка римјаните и ќе ја донесе толку посакуваната слобода. Исус гледал нешто друго. Ќе те срамнат со земјата тебе и ќе ги избијат децата твои во тебе и нема да остават камен на камен од тебе. Зошто сето тоа? Самиот Исус како одговора на прашањето. Зашто не си го позна времето кога беше посетен. Зашто не си го позна времето кога беше посетен. Од кого посетен? Некои преводи така и велат динамично. Зашто не го позна времето кога Господ те посети. И целата 2000 годишна историја потоа на израелскиот народ до ден денес е една голема трагедија заради сето ова. И Адвентичката црква не го посети време, не го познаваше времето кога беше посетена. Дали ние денес го познаваме времето кога Господ ќе не посети? Ова, повторувам, не се однесува само на второто Христово доаѓање. Тоа е глобален настан. Но дали постојат моменти во нашиот живот кога Господ испраќа посебен, специјален благослов, а ние не сме спремни за тоа? За нас тоа се случува ненадејно, но добро, нека биде ненадејно затоа што за многу што Господ однапред не даде време, но не сме спремни за тоа. Израел имал и време, па сепак не го познал времето кога бил посетен. За нив Господ дојде на вистина ненадејно. Сега, замислете од вас, кои што нема да избегате од ходник, ако ненадејно една сабота се соочите со Исуса на ова место, лично, и со него како стои на катедра, замислете сите вие кои што ќе сакате да бидете тука со Исуса на катедра.
Дали сега помеѓу вас ќе има ваква категорија на верници? Пример, дали ќе има некои сестри кои што ќе велат, ќе си мислат вака, зошто не знаев однапред? Па да го спремев моето најубаво гравче, мојата најубава храна за Господа. Ке имаш ли некоја што тоа ќе го размислуваш? Ке имаш ли некои Марти помеѓу нас, така да се изразам? Како не знаевме однапред. Зошто дојде ненајавено? Зошто дојде ненадејно? Навистина, ние и кога нема света вечера, ако имаме некоја посебна сабота, некој посебен гостин, сме знаеле да имаме заеднички ручек. Но кога Исус би дошол ненајавено, таа сабота нема заеднички ручек. Се што ќе има за јадење, ќе бидат 2 риби и 5 лепчиња, што брат Борче си ги подготвил за својот ручек, таа сабота. Сепак, дали некој ќе се отиде гладен таа сабота? Не. Зошто? Зашто Исус ќе го умножи тоа јадење. Така. Дали, сега да веднаш да кажем, не ми е гајле ако некој пак се навреди, затоа што, без да споменувам имиња, како и самиот Исус, кажувам нешто што е реален проблем во животот на некои луѓе, на некои верници. Кога Исус рекол, и тоа го рекол со тага во срцето, дека некој од вас се дојдени тука, само затоа што порано се најадовте леп и риби. Некој од вас се дојдени тука само за материјален интерес. Исус го кажал тоа една прилика. Го кажал. Мнозини од вас дојдовте тука само затоа што се најадовте од лебото и од рибите порано. Дали некој се препознал во тоа? Дали некој сега ќе се препознае во тоа? Дали Исус ни е потребен само за материјална корист? Само за привременна корист? Тоа не е проблем само со некои лица, кои што ги привлекува само материјалното и кои што имаат и чувствуваат само материјални потреби. Тоа може да кажеме е проблемот и бил проблемот со целиот израелски народ. Нив им требал Месија и до ден денес им треба само политички Месија, само за нешто земско и привремено, што значи материјално. Замислите, го имате семокниот Господ, кој што може све да ви пружи. Тој вели, барајте го најнапред и неговата праведност, и сето друго ќе ви се придодаде. Но ние упорно сакаме на прво место да бараме нешто друго. Не Божието царство и неговата праведност, Божијата праведност, на тоа се мисли, Христовата праведност, току ние сакаме да бараме нешто друго прво и упорни сме тоа да го добиеме. Зарем Господ не треба само за нешто малку. Кој од вас купува пиштол за да утепа комарец? Значи, ви треба семокната сила за да ви реши ситни проблемчиња во вашиот живот и само тоа, крупните проблеми да останат, гревовите да останат, загубата, пустошот на вашата душа да остане. Кога би Исус би бил некоја сабота тука на богослужение,
Дали би сакале тогаш да ви задзвони телефон? Или да поставам вака прашање. За кого сте дојдени денес во црква? За кого сте дојдени? Не се сите за тоа дојдени. Рајне, не сите. Ја тебе те замислувам дека нема да седиш на таа клупа кога Исус би бил тука, на ова место, тука ќе седиш тука, ќе клечиш тука и може ќе ги гушнеш неговите нозе. Ја тебе така те замислувам во таа ситуација. И тоа се однесува и за други души. Не мислам дека само Рајна е таква. Но, некои се дојдени тука само за материјална корист. Зошто, за колку доаѓаме во црква? Некои се дојдени тука само заради друштвото. Некој, како што сведочеше еден другар на брат Борче своевремено, одел во црква заради симпатијата негова таму. Значи, некој доаѓа во црква заради некој друг што доаѓа во црква. За кого доаѓаме во црква? Ако доаѓаме заради Христа, тогаш, дали постои некој друг што ни е побитен во животот од Христос? Дали постои побитен? Па зошто носиме мобилен телефон во црква? Затоа, значи, постои некој побитен за кого треба да бидеме во секој момент достапни, па дури и среде богослужение ако ни се јави, да можеме да му одговориме. Па сме имали случаеви како станува некој, значи прво се пореметило, службата се поремети со звукот, па после станува, па ало, па излегува. Сакате тоа да ви се случи? Дали тоа би дозволило да ви се случи ако Бранко Црвенковски е таа сабота во црква? Дали тоа би ви се случило ако Доналд Трамп е таа сабота во црква? Дали тоа би ви се случило ако Владимир Путин е таа сабота во црква? Дали тоа би ви се случило ако Господ над војските е таа сабота во црква? Браќи и сестри, уште еднаш зборовите на Елена Вајд. Целото богослужение, тоа е лекција и за мене, за сите. Целото богослужение треба да се одвива така, како да е тука лично присутен Господ над војските. Нему нека му е фала и слава. Амин.